Во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз во библиотеката Искра се одржа балканска поетска средба, во која учествуваа поети од Македонија, Србија, Бугарија и Црна Гора. Тие читаа дел од својата поезија и стихови. Балканската средба се одржа под насловот "Поезијата, мост кој поврзува и обединува". На неа беше речено дека поезијата е мост кој го поврзува човекот со сепостоечкото, односно универзумот. Поезијата поврзува, обединува со својот универзален јазик. Таа ја воспева љубовта, тагата, радоста, среќата, болката на јазикот, кој му е познат само на нејзиниот творец, поетот. Вистина, приемот е срдечен, се надеваме дека публиката ќе има можност навистина да слушне автори од неколку држави и да ужива во поетската реч, со што се прави една промоција и се докажува дека навистина во секој невието поезијата е потребна за да го разубави животот и да не оттргне малку од тие секојдневни мисли, обврски и проблеми. Јас сум автор на неколку книги, поезија за деца и поезија за возрастни. Книгите ми се преведувани на бугарски, српски, англиски, германски, полски и така натаму, а за читателите, односно за љубителите на поезијата, во Кочани представувам поезија од најновата збирка Поезија за возрастни, која се вика "Во градината има само љубов". Био сам веќе на балканским сусретима. До сега имам учествувано на балканската средба, а сега повторно сум тука, затоа што навистина ми беше преубаво и знам дека овие средби се мост кој ги спојува луѓето и представува цврст темел за сите добронамерни луѓе. Посебно се радувам и за манифестацијата Денови на оризот и за таа жетва на оризот со сите нејзини детали, останати од народната традиција од минатото. И мислам дека уште многу ќе ја организирате и истата. Имаме 20 од Бугарија, 20 од Србија, 20 од Црна Гора, 4 нашата држава, од кои еден ни е, би го рекол гостин Филип Димковски од Прилеп, и тројца се наши роднокрајни автори. Пред се и над се, значи ова е цел да се создаде едно дружење на поетите, да разменат искуство, да слушнеме што тие нудат преку поезијата, како ја гледат поезијата, и целта е пред се и над се преку ова да се создаде пријателство, да се прошири соработката меѓу сите автори, поети на овие простори. Тоа е всушност и целта на балканската поетска средба, преку својот поетски збор, творците да нурнат во длабочината на својот сензибилитет и своите чувства и мисли, преточени во стихови, да ги излеат пред љубителите на поезијата.